Епизода 6. Не мора да се бориш. Првото нешто што иштезна беше напнатоста, но не одеднаш. Не како леснување што те прогонува, туку како кога ќе сватиш дека со часови си држал мускул стегнат и дури сега го пушташ. Седев во канцеларијата. Беше наред смена. Во ноќ се беше исто. И тоа беше во ред. Не мораш повеќе, ми рече гласот. Не во саколчок, туку како понуда. Не реагирав ништо. И за прв пат тоа не беше проблем. Забележуваш ли, продолжи гласот, дека секогаш се бореше против нешто што никогаш не ти објасни што сака. Го погледах часовникот, се движеше и тоа сосема нормално. Ти беше уморен пред дури јас да се појавам, ми рече гласот. Јас само тоа го забележав. Се подпрев на столот. Не затоа што сакам да се опуштам, туку затоа што телото ми го направи тоа, без консултација. И не ми пречеше. Погледни се, рече гласот. Цела ноќ лежи мисли, чекори, секунди, како да ќе пропадне нешто, ако не внимаваш. Сака да се спротивстава, но прашањето што дојде беше поедноставно. Што ако ништо не пропадне? Станав од столот. Овој пат без одговор. Овој походникот и ми ги броја чекорите. Светлата трепкава и тоа не ме нервираше. Стигнав и застанав до соба 413. Ако сакаш, можеме да не влеземе, рече гласот. Јас не се пресам никаде. Тоа ме спуни повеќе од било која закана. А што ако влезам? Го прашав. Тогаш ќе седнеш на столот, одговори гласот, и ќе престанеш да решаваш нешта што никогаш не биле твои. Вратата се отвори. Внатре исто како и секогаш. Беше празно. Само часовникот и столот стоеја внатре. Но атмосферата беше различна. Како просторија што не бара ништо од тебе. Седнав не од умор, туку од доверба. Дали знаеш што е најистрпувачко? Ми рече гласот тивко. Да мислиш дека секоја мисла може да биде твоја. Часовникот отчукуваше редовно. Можам да ги средам, продолжи гласот, само основните мисли. Ништо длабоко. Само да не мораш постојано да ме испираш. Осетив како нешто се повлекува во мене. Не спомен, не чувство, туку потреба. А јас го прашав. Прашањето не беше ниту малку драматично, туку беше сосем искрено. Ти ќе бидеш одморен, рече гласот. Тоа е повеќе отколку што си бил одамна. Седев на столот и само дишев. За прв пат по долго време
беше сумнеш, што мора да се провери. Само тишина, што не ме напаѓаше. Кога станав од столот, не знам колку време поминало. Може минута, а може би и повеќе. Но, знам едно. Кога излегов од собата, не понесов ништо со себе. И не ми недостасуваше. Во канцеларијата седнав, ја пополнив сменската белешка. Раката ми беше мирна. Под забелешки напишав мирна ноќ. И тоа беше вистина. Пред да заврши смената, гласот ми проспори уште еднаш. Не како собствен